И покрај трансформацијата на работниот однос на 25-те волонтери и 3 нови вработувања, Кочанската општа болница повторно се соочува со проблемот на недостиг од лекари специјалисти. Освен во оделенијата, слична е состојбата и во итната медицинска помош. Сепак не достигаат лекари, се согласувам со вас, и тоа е една од работите на која што постојано сме фокусирани. Ве гледате, 25 се трансформираат, тројца сме примиле претходно, но сепак треба да се примат и лекари. Знаеме дека има потреба од околу 5 лекари, за кои што директорот веќе прави определени промени во систематизацијата и средување на сите административни процедури, пошто ќе се обидеме да овозможиме вработување на лекари во општата болница во Кочани со цел подобро функционирање на оделенијата во Кочанската болница. Во итната медицинска помош мислам дека вработуваме 1 лекар и 3 сестри во моментот, и тие би требало да се завршат во наредниот период, што не значи дека не треба да продолжиме и понатаму. Инаку досега во здравството имаме реализирано над 2000 вработувања и повторно констатацијата е оваа која што вие ја кажавте, дека е недоволно, што значи дека сме тргнале прилично од една позиција во која или од една состојба во која долго време немало вработувања, а уште подолго време имало мал број на специјализации, и тоа денеска ни се удира од глава, односно она што го направиле, она што претходно во минатото не било добро следено од аспект на човечки капацитети и човечки потенцијал кој што е клучен во здравството, еве денеска го гледаме како проблем. Имајќи предвид дека за да се едуцира еден специјалист потребно е прво долго медицинско образование, потоа 5 или 6 години специјализација, па 1 година да работи заедно со некој негов колега под надзор, така да еден прилично долг период од над 10 години се потребни за да можеме да створиме соодветен кадар. И директорот на болницата Дејан Апостоловски рече дека овој проблем го решаваат постепено со праќање лекари на специјализација. За новиот апарат пак екокардиографија се праќаат лекари и на едукација. Моментално апаратот е максимално искористен, има голем интерес, голем потенцијал за работа и ќе продолжиме со тоа темпо. Во иднина планирам уште 1 лекар интернист да пратиме на доедукација на клиника за кардиологија. Тие се едукации кои што траат околу 6 месеци. Така би имале тогаш 3 доктори кои што ќе работат на истиот апарат и повеќе термини и помала листа на чекање. Апостоловски додаде дека проблемот недостиг на лекари е долготраен процес кој треба и мора да се решава постепено, и затоа во однос на тоа ќе останат будни постојано, оти неопходни се вработувања на најмалку уште по 1 специјалист на секое оделение.